Почитувани гледатели, драги пријатели, трагатели по вредности и браќа и сестри во Христа. Денес евене во третата емисија од третата сезона на Потрага по вредности. Денеска имаме двајца гости. Едниот гостин е магистер Тонче Ширков. Здраво, Тонче. Тука е со нас и нашата сестра Билјана Стефановска. Здраво, Билјана. Здраво. И се разбира мојот постојан соговорник и соуредник на емисијата, презвитер Ивица Тодоров. Здраво, Ивица. Поздрав, Дучко, и поздрав до нашите гледачи. Така, тука сме сега сите добро друштво собрани и темата што ја одбравме, ја нарековме поклонување на Бога во дух и вистина. Сега претпоставам дека нема веднаш да влеземе во темата директно, меѓутоа од отец Ивица ќе почнеме. Како ја одбравме оваа тема и која ќе биде насоката на денешна емисија? Значи, како вовед, сепак, може би на многумино им е абстрактно ова што го наведовме како тема поклонување на Бога во дух и вистина. Всушност тоа е земено од Светото Евангелие според Јован, тој разговор на нашиот Спасител со жената Самарјанка, кога тој кажува дека поклонувањето нема да биде ни тамо кај што се поклонувале самарјаните во нивниот храм, ниту во Ерусалим, туку вистинските поклоници на Бога ќе му се поклонуваат во дух и вистина. И сега, целта на оваа наша емисија, конкретно на оваа тема, е да објасниме што значи тоа да му се поклонуваме на Бога. Што тоа значи, всушност, што е суштината на тоа. И што ние подразбираме кога велиме дека му се поклонуваме на Бога. Дали е тоа само некое физичко поклонување, или тоа поклонување во себе носи многу елементи. Исто така, зошто Бог особено дава акцент, ние кога ги читаме 10 Божи заповеди, ово Стариот Завет дадени од Бога на пророкот Мојсија за Старозаветниот народ Божи, а преку тоа и за Новозаветниот народ Божи. Значи, тамо конкретно Господ во втората Божја заповед ни вели немој да имаш други богови освен мене и не прави за себе идол, ниту некаква слика на она што е горе на небото, што е доле на земјата и што е во водата под земјата. Немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш, бидејќи јас сум Господ Бог твој, Бог ревнител, кој за гревовите на татковците ги казнува децата до 3-то и 4-то колено, ако тие ме мразат. Но и кој покажува милост на илјадници поколенија што ме сакат и ги чуваат моите заповеди. Сега, еви и ова, кога се прочита оваа втора Божја заповед, таа, кога прв пат ја слушаме, звучи многу директна, многу строга, и ако не се објасни на вистински начин зошто Бог е строг во однос на и во останатите заповеди и во однос на оваа заповед, тогаш може да добиеме некаква погрешна слика за Бог. Но ако разбереме што е вистинското значење на поклонувањето, а тоа е темата на нашата денешна емисија, тогаш ќе разбереме зошто Бог, нашиот Творец, инсистира нему да му се поклонуваме, односно тој да биде критериум на нашето постоење, тој да биде критериум, односно вредност преку која ние ќе ги вреднуваме и ќе ги препознаваме вистинските вредности во овој свет. И ова поедноставно кажано, ако нашата емисија се нарекува Потрага по вредности, врвната вредност на сите вредности, од која извираат сите вредности, е самиот Бог. Ако ние не му се поклонуваме, односно не го прифаќаме за вредност, за вистина, за извор на вистината и на постоењето, тогаш ние може да скршнеме од како да кажам, од представата за тоа кои нешта се вистински, кои нешта во себе имаат живот, и да започнеме да се поклонуваме на некои нешта кои во себе немаат живот, туку имаат духовно промашување и потикнуваат сериозни последици во нашиот живот, и на духовен, и на психолошки, и на биолошки план, и на семени, и на личности, и на општествени и така натаму. Но ќе го јасниме тоа во емисија. Така, еве до тебе е сестра Билјана, и подготвувајќи се за оваа емисија, разговаравме, таа рече дека е проучувала втората Божја заповед. Се разбира, таа не е теолог и не може толку стручно да ја објасни. Меѓутоа, сите овие Божји заповеди се дадени за сите луѓе, за сите верници. И би требало сите ние на еден правилен начин да ги разбереме Божите заповеди. Обично, кога ќе сретнам некој човек, вика, јас ги почитувам Божите заповеди, не крадам,
не убивам, не лажам, не правам прелюбој, едноставно така се сваќаат Божите заповеди. Ретко кој размислува дека една од Божите заповеди е да не се поклонуваме на идоли, односно да го почитуваме само на нашиот Господ Бог, да му се поклонуваме. Така. Сестра Билјана, ти што ви кажала за ова? Така, најнапред би ви се заблагодарила за повторната покана во вашава емисија и многу ми е мило што можам да проговорам точно на оваа тема, затоа што во секојдневниот живот насекаде се среќаваме баш со таа проблематика во нашиот христијански живот, што многу од народот не се придржува конкретно до оваа заповед, односно се поклонува на идоли, прави своји идоли и така натаму. Тргнувајќи јас, како во помладите да се вбројам, почесто седиме на интернет, на социјалните мрежи. Гледам безброј разни случувања, значи луѓето се молат на идоли што си ги измислиле, на камења или не знам, ред други работи, што според мене тоа не е во ред. Ние ако исповедаме дека ние сме христијани, треба тоа со дела да го покажуваме. Значи не само да велиме дека веруваме во Христос и ние сме христијани, туку треба да го покажеме тоа во секојдневниот живот со нашите дела. А тоа секако вбројува и 10 Божји заповеди, почитувањето на 10 Божји заповеди, меѓу кои оваа. Така да сметам треба да се почитува. Да, сметам дека треба да се почитува. Тука е со нас Томче Ширков, тој е доста теменен, за секоја тема е подготвен да истражува и да наоѓа поврзаности од древните времиња до денес. Ти, Томче, што ќе кажеш? Порано идолите биле видливи, денеска велиме дека не се видливи толку, меѓутоа се уште постојат некои видливи идоли што луѓето не се свесни дека тие се идоли. Што ви кажал за тоа? Па да, дефинитивно. Значи, тоа е многу битно дека поклонувањето на нештата, односно, треба да знаеме прво дека пред секога на некого ќе му се поклониш, ти го прифаќаш него, за условно кажано свој владетел, свој над тебе, позиција над тебе. Сега, многу битен момент е тоа што луѓето треба да знаат дека кога некого се поклонуваш, ти веруваш во него. Меѓутоа, многу често доаѓа да сме свесни дека има ситуација, поготово во нашето општество, дека луѓето им се измешани поимите. Што е вера, што е религија. Мене конкретно ми се има случувано, ми викаат, например, ќе цитирам ја нешто, некој откровение или нешто што ми го кажал самиот Спасител во светот. Би ми викаат, знаеш, мене не ме интересира, не сум многу религиозен. Ја на тим велам, ја не сум многу религиозен, ама затоа мислам прво треба да се знае што е вера, што е неверие, што е маловерие, што е религија, што е суеверие, односно празна верие и така натака. И сега има повеќе начини на такви верувања, а во минатото знаеме дека физичкото поклонување било многу поприсутно и сметаме дека тоа било и останало во минатото. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека и денес го имаме тоа. Значи, од физичко поклонување, например, имаме поклонување на култот на сонцето, денес. Цели градови, како што е, например, во Астана, во арапските градови, имаме поклонување на култот на слободата, имаме кип на слободата, имаме култ на некои возвишени личности од тип на Озирис, на Хермес, или Марс, другава варијанта, имаме поклонувања на, конкретно кај нас, да речеме на Филип, на Александар и така натаму. И сега треба да речеме, тоа поклонување, кога се поклонуваме на некој, ние го прифаќаме него за таков неговиот лик и дело, меѓутоа треба да оди до одреден степен. И сега, дали тоа физичко поклонување ќе се одветства со духовно поклонување и треба да бидеме свесни дека е во директна контрадикторност со ова што директно самиот Бог рекол, не им се поклонува, затоа што, или, например, каде што Христос директно вели, не се поклонувајте на никој освен на Отецот Небесен. Значи, ние поведени од моќта, од величието, од некои низа позитивности, условно кажано, што ги имале тие ликови, ние сме доведени во состојба да денес покрај духовното им се поклонуваме и физички, буквално. Ги прифаќаме за некои возвишени личности и за што, за жал, како што реков, во директна коализија со Божјата заповед. Тука со нас е отец Ивица. Тој сигурно подлабоко и од теолошки аспект ќе ги објасни овие нешта, меѓутоа да тргнеме според мене од прастари времења до денес. Како старите народи во предхристијанското време, како се поклонувале на Бога. Тогаш еден од најголемите гревови било идолопоклонството.
Денеска тоа не го забележуваме и луѓето не сметаат дека е нешто тоа страшно, а во Светото писмо многу пати се говори токму против тоа идолопоклонување, односно единствено треба на Бога да му се поклонува. Значи, братот Томче го отвори тој момент околу тоа дефинирање вера, религија, Божје откровение, поклонување, почитување, идолопоклонизирање и така натаму, оттамо и идеологија, многу нешта. Значи, кога го читаме ние внимателно Светото писмо, ние забележуваме дека веднаш после падот, значи, на нашите прародители, многу брзо се развил тој процес на заборавање на вистинскиот Бог. Так. На заборавање на Творецот, на изворот на постоењето. Значи, скоро во секоја емисија тоа говориме, но тоа е суштинско, можеби, за објаснувањето на оваа состојба во која ние денеска постоиме. Значи, по падот, по инфекцијата со злото, има многу последици од таа инфекција, но една од страшните последици е заборавањето. Значи, луѓето забораваат. И сега, особено кога тоа оди од генерација во генерација, можеби едната генерација нешто има како сведоштво за вистината, но веќе во следната генерација тоа е побледо, во следната уште побледо и така натаму. Значи, ние гледаме дека и пред потопот, особено после потопот, еден огромен процент од луѓето го забораваат вистинскиот Бог, Творецот на се што постои, и започнуваат да се поклонуваат на стихиите на природата. Така. Значи, не случајно, затоа што светот пред падот и светот после падот не е исто. Пред падот на човекот од Бога му е дадена таа царственост, да има моќ над природата. Так. По падот веќе човекот нема моќ над природата, напротив, дури он ја инфицира, ја деорганизира природата, и за природата веќе не е во моќта на човекот, и таа делува по логиката на своите стихии, на својата сила. И оттаму доаѓа стихијно. Таму доаѓа стихијно, да, ма стихија. Значи, еве, кога ние ќе се соочиме со стихијата на огнот, значи ние гледаме пожари, човекот е немоќен, или вода, сега, знаете, поплави и така натаму. Земјата, земјотреси, значи, воздухот, силни ветришти и така натаму. Значи, човекот започнал да се чувствува немоќен. Значи, во целата таа ситуација почнал стихиите да ги обожествува. И тука почнува тој процес на анимизам, магизам и така натаму, односно желба да влиеш над природата. И многу интересен е моментот што и самите демонски сили, кои тогаш комуницирале со луѓето многу поотворено, ги фасцинирале луѓето со своите моќи и луѓето ги доживувале како божества. И оттаму многу божни религии, така натаму и така натаму. Ние гледаме дека во сите тие древни народи се формира паганството, многу боштва. И сега, но главниот обележувачки символ или главниот центар на паганската религија, односно на многубоштвото или на магизмот, на овој начин на доживување на религиозното е идолот. Значи, или тотем, кумир и така натаму. Значи, центарот на нивното богослужение, односно служење, е идол. Значи, видлива форма на нивниот Бог. Значи, тие си имаат своја представа за Бог. Значи, тие проектираат некаква представа за Бог, му формираат некаква форма и почнуваат на таа форма која е од конкретен материјал, дали од камен, дали од дрво, дали од злато, не е битно. Човечка творба. Да, тоа е човечка творба и сега почнуваат да се поклонуваат. Значи, ама они поклонувајќи се на таа видлива форма, тие се поклонуваат, како да кажам, на конкретна порака што они ја доживуваат или ја проектираат во нивните божества. Значи, и најчесто таа порака всушност е страв. Значи, односот со вистинскиот Бог ослободува, а односот со идолите заробува и човекот го фрла во страв. Сега што се случува? За да ги умилостиват божествата, тие веќе почнуваат со култ на жртви и така натаму и така натаму. И затоа, значи, кога ние гледаме и пред ова формирање на старозаветниот народ Божи, значи,
уште во времето на Авраам, но особено со формирање на старозаветниот народ Божи, особено кога на Синај, после тоа кога Бог го ослободува еврејскиот народ од египетското робство, а многу интересна работа што евреите таму скоро 400 години ги гледале идолите на египјаните. И гледале каков однос они имаат кон нив и така натаму и така натаму, и за жал во тие поколенија, да. И затоа Бог, Јахве, оној што се открива на Мојсе, тој што е вечниот, му вели: немој за себе да правиш идол. И немој да му се поклонуваш, немој да му служиш, затоа што ти кога му служиш нему, ти му служиш на нешто што нема никаква врска со вистината. Има врска со страв, има врска со манипулација, има врска со зло. И ние гледаме какви се ова страшни ритуалистички зла се формирале кај разни пагански народи во тоа време, па и ден денеска. И човечки жртви. И човечки жртви. Затоа Бог забранува. Бог забранува. Значи, не се љути Бог на формата. Значи, човек може да се направи било каква форма и така натаму. Значи, но таа порака што е во позадината на идолот. Значи, во позадината на идолот е демонската лукавост да го отрне човекот, односно човечкото суштество, човечкиот ум од вистината, од вистинското доживување на нештата. Значи, од вистинското доживување на светот, од формирање на вистински светоглед, да разбереш каков овој свет и како во овој свет како овој свет да го исполнуваш со Божјата вистина. И затоа и Бог вели, значи, тој ги казнува оние кои паѓаат во стапицата на идолопоклонството, односно, тие самите себе си се казнуваат затоа што самите тие стануваат робови на стравот. Значи, и робови на злото, робови на нечистите духови кои ги манипулираат. И тие прават зло, хаос. Но вели Бог: и благословувам и лјадници во нивните поколенија, кои ја прифаќаат вистината за мене и мене ми се поклонуваат. Значи, конкретно кажано, вака да им биде појасно на нашите гледачи, значи имаме, секој од нас има можност да избере. И сега, значи, кога ние формираме некаков избор, ние треба да го слушнеме тој што треба да го избереме, што тој ни нуди. Значи, ние кога го слушаме Бога, што тој ни нуди, значи, ние знаеме што е тоа од што тој сака да не заштити и што е тоа во тоа што тој сака да не воведе, во слободата на постоењето, во вистинска состојба на известност, на радост, на љубов, на човечка зрелост. Значи, а од друга страна, идолите не ни нудат ништо. Тие се мртви, тие не ни нудат ништо, туку идолите најчесто, како што реков и предмалку, се проекција на нашето незнаење, на нашиот страх, на нашиот грев и на нашата потреба да се исполнуваат желбите на нашето его. Особено денеска, тоа било и порано, но особено и денеска тоа е актуелно. Значи, луѓето имаат потреба да им се исполнуваат нивните желби. И тоа види една проста работа, братушка. Многу мина фрлаат паричка во фонтана некоја. И тоа е идолопоклонство. Некој ти каже: ај сега. Па да, значи ти даваш некому нешто, го подкупуваш, да, внесуваш нешто од себе. Не е битно, тоа е многу символично. Форми на мостови стават клучеви, катници. Ама тоа е, значи ти се насочуваш на нешто што е мртво, нешто што не е живо за да добиеш живот. И тоа е парадоксално, смешно и глупаво, но за жал, кога луѓето го прифаќаат она што не е живот, за да им даде живот, тогаш тие живеат во илузија, не во вистинско разбирање на животот. И затоа идолопоклонството е страшна работа. Затоа што проста работа, уште еднаш ќе го објаснам поедноставно. Значи, овие сијалици овде што светат се вклучени во струја. Затоа што се вклучени во струја, има енергија која им возможува да светат, тие светат. Во моментот кога ќе ги исклучиме, значи, идолопоклонството значи да живееш во темнина. Вистинското поклонување на Бога значи да живееш во Божјата вистина. Тоа би било наједноставно. Билјана, би те запрашал тебе во денешно време во кое живееме, кај ги забележуваш ти овие поклонувања на лажни богови, на идоли, од секојдневниот живот,
твојата околина, работното место и така натаму. Да бидам искрена на сите страни. Так. На сите страни. Отварам на социјалните мрежи, бидејќи тоа, највеќе со тоа се занимаваме. Немаме многу време. да, немаме многу време да читаме весници или да гледаме телевизија, посебно па. Так. Така да и тоа по фејсбуците што е споделија иконата и во рок од 24 сати ако не ја споделиш ќе ти се случи нешто лошо или лајкни за среќа. Така. Значи Колку тоа. се форми има на Колку е тоа, например, некак површно, формално, но кога се анализира ова длабочината на нештата е многу страшно. Да. Значи, некој зима икона на која е изобразен лик на светител и тој светител го става во контекст на идолопоклонство. Паради тоа и го потенцирав ова, затоа што значи нашите луѓе дали од незнаење или како што кажа отец Ивица од страв тоа го прават. Да, тоа го прават или не знам од кои други причини. Меѓутоа ако се декларираат како православни христијани, они треба да си го познаваат својот Бог. Треба да си го познаваат својот Бог, што он направи за нас. Значи, што он направи за нас, дека се даде на крстот за да не откупи од тој страв. Он не ослободи нас. Значи ни даде слобода, не ослободи од тоа робство на гревот, на злото, на ѓаволот. Така да би ги советувала сите да го читаат Светото Писмо. Како они ќе го запознаат Бог, ако не го читаат Светото Писмо, ако не доаѓаат во црква, нека не ги бараат проблемите, ако имаат проблеми, ако тоа го прават од проблем, некој од болест. Разбирам, луѓето во таква мака бараат помош во све што ќе слушнат. Меѓутоа, нека дојдат во црквата, нека се посоветуваат со свештени лица, нека дојдат, нека побараат духовен раководител, или сите ние што сме црковна здрава заедница, нека побараат помош, ќе им кажеме, нека читаат. Исто тука, мислам дека е многу важно за секој христијанин молитвата, затоа што сепак директна комуникација со Бог ни е молитвата покрај читањето на Светото Писмо. Така да тоа е тоа. Ги има на сите страни, меѓутоа на секоја борбата е индивидуална. Може би како во времето на Моисеј или во времето на пророците, значи идолопоклонството денеска не е изразено на тој груб начин, толку отворено, на пофин начин, но за жал, по-подол, по-перфиден, но за жал мора да се признае тоа дека еден огромен процент од оние традиционални православни христијани, значи кои по традиција се идентификуваат со верата, со Божјата порака, значи велат дека се православни христијани. По традиција. Нив татко им бил, дедо им бил и така натаму и сега они се родиле од такво семејство и сега. Но мора да се примети тоа дека еден добар процент од нив се уште не го надминале искушението на суеверието, кое во себе, односно празноверието, кое во себе носи еден сериозен момент на неверие. Значи човек кој е суеверен, празноверен, кој верува во разни глупости, значи тој не верува на вистинскиот Бог. Или има друг момент, сега тука мора да го акцентираме и тој момент. Значи не го прифаќаат патот Божи, процесот Божи, кој треба да ги однесе до решавање на нивниот проблем. Значи, ако например, во некое семејство, нештата не се баш многу благословени, има напнатост, како што велат они нениоди и така натаму. И сега треба да се види кој е причината, кој е изборот на проблемот. Сега многумина од нашите сограѓани, многумина од традиционалните православни христијани не сакат да го отворат проблемот, не сакат да видат дека некој грев, некоја страст, незнаење, слабост и така натаму, духовна незрелост е причина на нивното страдање, туку е виновен некој друг. И тие, кога ќе придат при Господа, Бог бара покаяние, промена на животот. Тие не сака да си го промена животот. Тие сака да си останат во гревот, да си живеат во животно промашување, да си живеат во животна темнина, а некој да им ги решава проблемите. И затоа тие тогаш одат по патот на суеверието и полека патот на суеверието ги носи кон идолопоклонството, а идолопоклонството ги носи кон магизам и окултизам. Тоа е така. Истиот демон тоа го прави веќе илјадници години. Така, еве истото прашање за Томче, ти кај ги забележуваш овие игри лукави околу нас, што ги водат луѓето кон поклонување на демони, на нечисти сили и така натаму?
примери. На секаде буквално е сега многу битно е да го раслоиме прашањето на два дела. Прво суеверието на празноверие, кое што е благо речено така наивно, луѓе веруваат во, значи, извинете на израз, разни глупости, од тип на бајачки, гатачки, вражачки, тоа е пониско ниво, затоа што буквално се знаеме дека таа некоја тетка таму или тој некој, условно кажано, исцелител во наводници, ќе каже нешто таму и повеќето луѓе се свесни. За жал има и луѓе душички наивни кои што заради мака веруваат дека нешто ќе се случи, нешто ќе биде подобро. Меѓутоа има еден многу поопасен момент каде што навистина луѓето нешто добиваат. Или не мора да добиваат, него добиваат јако ветување за нешто. Односно, за прогрес, за напредок, за таму натаму, како што рече отецот, значи истиот демон стои за тоа и сега за жал демонот некој пат и успева нешто да им даде, нешто да им долови и да им исполни нешто и сега. Тоа е многу поопасно, затоа што во тој случај луѓето веќе добиваат надеж дека ова се реализира, ова е вистина. И некој пат, значи таа другата сила која што е во корелација за жал, која што ќе стапи човекот во корелација со нејзе, бара нешто за возврат. И секој пат кога ние се поклонуваме на некоја таква сила, таа бара за возврат, свесни сме, значи од секој пат тоа било. Дали кралот Миној барал син му да го поклони, па имаме Артур, кога на Мерлин вика кога ќе ти се роди детето, ти првото дете ќе го даеш, па Волкашин крали Марко го дава на самовилата и така натака. Обично нешто се бара најскапоценното, или детето првородно, или власт, или душата, и кога ќе го дадеме ние тоа, после за возврат добиваме нешто. Сега, за разлика луѓето не можат да сватат дека исто Бог бара, меѓутоа Бог не бара делови, честици, него Бог бара целите себе да му се предадеме. И сега кога ние ќе му се предадеме, Бог не бара да нешто искористи од нас. Што ќе му сме ние, што ќе му е нашата душа, нашето. Бог бара за да ни исцели, нашето срце да го исцели, да бидеме комплетни, да бидеме здрави, да бидеме само тоа исцеление, не исцеление, затоа што треба прво да се разбереме дека ние не може нас да не исцели некој кој што самиот не е исцелен, што вика Христос лекар излечи се себе си. Не може да даде живот вечен некој кој што не воскреснал. Не може да ослободи од греф и болест некој кој што самиот не се ослободил. И сега, за жал, што е многу поопасно овој момент на условно кажано напреднат, прогресиран и институционализиран модел, го среќаваме насекаде, значи што од времето на алхемизмот. Значи, алхемичарите го имаат тоа издигнато на едно многу високо ниво, што мислиме ние тоа дека било во средниот век, за жал и ден денес е присутно тоа, и што е многу попасно присутно институционално. Значи, преку конкретни личности кои што во тоа време биле алхемичари, ќе објаснам што тоа значи, а во денешно време се признати за луѓе од највисок стадиум, ги учиме нивните книги, ги проучуваме, како например Парацелзиус, кој што е официјално прифатен за татко на модерната медицина. Сега Парацелзиус е доста проблематична личност кој што се поклонувал на вакви такви богови, класичен алхемичар, па од тип на малце не толку контрадикторно, меѓутоа се уште проблематични личности од Сигмунд Фройд, Јунг, Херман Хесе, кои што се зачетници на новиот New Age. Сега за оние кои што не знаат, New Age е една на светско ниво веќе за жал, нова линија која што ги обединува ново верување, условно кажано, и поклонување, пред се поклонување, на сите, они одат со една, како да ја наречеме, теорија која што има вистина во незе, дека Бог на сите народи, на било кој дел во светот, им дал некоја честица вистина. И кај секоја религија, кај секоја вера има некоја честица, некоја зрно вистина, и ние кои ќе ги обединиме тие вистини, ќе дојдеме до она круцијална, суштествена вистина, целосна интегрална вистина. А знаеме дека тоа не е така, затоа што интегралната вистина е изнесена преку самата вистина. Јас сум пат, вистина и живот, кој што вели Христос, и таа интегрална вистина ние имаме во целост во Евангелието. И сад не ни треба ние сега да собираме, да одиме не знам на кој крај од светот, да собираме честички. И што е вториот феномен битен, ако има после време ќе го дообјаснам тоа, што за жал Бог бара возвишени нешта. Да ние возвишено му се посветиме, а оваа страна алхемизмот и New Age барат овоземни материјални нешта. Значи оловото се претвори во злато, жива вода. Сега Христос има спомнато за жива вода, меѓутоа алхемичарите мислејќи дека таа жива вода тие ќе ја пронајдат, со која што ќе претворат злато, сребро, моќ. Вода на безсмртноста. Така, таа е суштина живата. Они многу експериментирале со живата како материја. Името на живата е впрочем хидраргиум, односно хидровода, аргиум живо сребро. Таа е таа жива вода која што тече, која што не мисле дека преку нејзе ќе добијат злато, и на крај се сведува на материјално, на интерес, сега, тука, моќ, пари, злато,
А за жал таквото поклонување, кој што ние ќе се поклониме, ќе ја дадеме душата условно кажано, за да добиеме моќ, пари, злато, знаеме од кој дух е. Така. Значи алхемизмот и сите тие New Age-от и така натаму доаѓаат од врвот на пагано религиозното изразување на богопочитувањето, односно како они си го доживуваат Бог и што они подразбираат од Бог. Значи, окултизмот е, или тајните заедници, тоа се тајни езотерички заедници, кои се врвот на окултизмот. Значи, тие тајни езотерички заедници вела за себе дека има таа магиска моќ да делуваат, да имаат влијание така натаму, но многу интересна позадината на тоа, зошто некој би сакал да има моќ без љубов и вистина. Значи, кај се користи моќта без љубов и вистина? И кој е во позадината на тоа? Значи, има многу такви езотерички тајни групи, не е битно, кои или елитистички, значи тие си собираат своји членови, не е битно. А и најчесто се едното и другото, се едното и другото, да. И тие, како што, например, некои се поклонуваат на врвниот архитект на Вселената. Значи, така си го нарекуваат тие, што они подразбираат по тоа е друга работа. Значи, тие се поклонуваат на него и од него, од тоа поклонување вада цела идеологија. И што е најинтересно, таквите структури се зачетници на на што го спомна братот Томче, модерниот паганизам преку лицето на New Age, всушност тоа е паганизам облечен во интелектуализам. Облечен во интелектуализам, но мора да признам дека порано повеќе влијание имаше New Age-от овде на овие простори, сега не толку кај помладата генерација, па и кај повозрасната генерација. Но фала му на Бога што многу од луѓето кои има искрено во себе, јас доста таквите луѓе ги познавам, го помина искушението на New Age-от, значи на окултизмот, магизмот, се соочија со тој проблем на моќ. Значи ти кога се занимаваш со окултизам, со магизам, кога дури практикуваш некои такви вежби, техники и имаш контакт со астралните битија, значи со божествата, не е битно. Со моќ конкретно, не е тоа лага. Да, значи тие вистина се добиваат контакт со астралните битија. Тие си ги нарекуваат вака и онака, не е битно, но ние знаеме дека тоа се духовите на поднебесието, отпаднатите духови, отпаднатите ангели, кои даваат моќ. Да, даваат моќ, но таа моќ не е за нешто конструктивно, не е за ширење на вистина, не е за ширење на радост, не е за ширење на градивност со општеството. Таа моќ ја уништува. Ние гледаме дека најголемите идеологии, вакви и онакви се, и оние кои се декларирале како атеистички, па и оние кои се декларирале вака и онака, не имале некои теистички момен во себе си. Значи, тие тоталитарните идеологии и комунизмот, и нацизмот и фашизмот се темелеле на овие нешта. Значи, треба луѓето да бидат крајно внимателни и кога, говоревме, кога Господ кажува не си прави идол, значи тој идол денеска не мора да биде конкретно нешто таму, иако за жал денеска имаме и такви идоли. Се ова што го говоревме важи за луѓето кои се на, да кажам, на повисок степен на образованост и интелектуално барање. Но за жал огромен процент од нашиот народ кој не е до тој степен, како да кажам, на интелектуална подигнатост, кај него па се уште функционираат тие отворени, дури груби идолопоклонства. Например, Говедаровиот камен во Свети Николско таму, за Свети Ѓорѓија баш секогаш на тој ден, тоа поклонување таму, тоа сечење на глави на јагниња, тоа со црвениот конец, одење, тоа е чист магизам. Чист магизам и чист, како да кажам, смрдоширечко демонско влијание таму. И сега, да, навистина, некои добиваат остварување на нивните желби од демоните, но пошто јас сум ги правил анализите, да, демонот во еден момент ќе ти оствари желбата, ќе ти се исполни тоа што ти го посакуваш и ти мислиш сега дека кој знае што треба да направиш, но полека таа желба што тој ти исполнува, ти го усмртува животот. Животот ти го претвара во хаос, во деструкција. Да видам по-конкретно сега, значи јас како духовен раководител, како духовник, како исповедник, значи
еве конкретно за некои семени состави, братушка, хаос, не оди нешто. И сега првин се вадат на ова, на она, но кога ќе одиме во длабочината на нештата, доаѓаме до идолопоклонството. Значи, тие луѓе во еден момент се откажале од Бога, Така. отворено, тие тоа го маскираат со наивност, ама што да правиш, имаш маки и така натаму. Видите, во совеста Бог ни сведочи. Значи, во еден момент тие се откажуваат од Бога, од Божиот пат, од Божиот правец, од Божијата заштита, тргнуваат по оној кој ќе им ги исполнува желбите, ама после тоа тие желбите исполнети им се качуваат на глава и им го уништуваат животот. И сега мора полека преку сериозно покаяние, преку сериозно покаяние, преку сериозно духовно чистење, тие луѓе да се вратат на Божиот пат, на Божите вистини и она што го спомна брата Томче, кога ти му се предаваш на Бог, ти му се предаваш на Бог за да станеш вистински ти слободен во Него. Тоа е многу интересен момент. Значи, Бог не ослободува. Значи, тој е како родител. Еве, сите ние кои сме родители, значи, колку повеќе нашите деца покажуваат доверба, љубов кон своите родители, зборам за нормални, здрави родители, денеска има и вакви и онакви, значи, колку повеќе детето е отворено за љубовта кон родителот и за довербата кон него, толку повеќе родителот се грижи за него. Не затоа што, не дека и пред тоа не се грижи, ама ако детето е затворено за тебе, ти што сакаш да направиш добро за него, тој е затворено, не те слуша и крај. И готово. Сега, кога ние ќе се отвориме за Бог, на вистински начин, како чеда, како негови деца, тогаш тој почне онака буквално за рака не фаќа, полека не ослободува од сите овие страшни промашувања кои се последица од тоа да не му се поклонуваме на Бога во дух и вистина, туку да му се поклонуваме на демонот на злото преку идолопоклонство, магизам, окултизам и разни други нешта кои доаѓаат од таму. Еве, тука е Билјана и она е родител на две деца, работи во градинка со деца, добро, не работи директно, меѓутоа нели во таква средина. Интересно е да речеме како да ги поучиме децата, можеби ако не следи некој од нив, посебно малите можеби нема да не разберат до крај, меѓутоа како да им ги објасниме овие нешта? Брат Душко, значи децата учат од она што го гледаат во родителите. Значи, она што родителите го прават, децата буквално го копираат. И после тоа и они истото го прават. Значи, многу треба да внимаваме ние како родители. Секој родител треба да внимава како си го воспитува детето. Ти нормално дека ќе му кажеш на детето не прави она или не прави она. Меѓутоа, децата најмногу впиваат гледајќи го она што ние го правиме. Така да со нашите постапки, пазејќи на нашите постапки, ние ги воспитуваме децата. Тука често се постава прашањето и за некои нови практики, како ноќ на вештерките, дека натаму. Некои нови моменти кои доаѓаат како нешто ново, модерно, од запад, а всушност е идолопоклонство. Стар магизам, стар паганизам од тамошните како да речеме, родителите да се организираат и да им кажат на тие дека не сакаат во такви нешта да учествуваат. Видете, со сила не можеш да им кажеш. Меѓутоа, можам јас да му кажам на моите блиски пријатели дека да, тоа не е во ред. Бидејќи ние сме сепак христијани, не смееме тоа да го правиме, бидејќи тоа е класично идолопоклонство. Мое јас да му кажам на моите деца и да му посведочам вистината на начин, на нивни начин, на нивни јазик, за да они можат да ме разберат и за да можат да ме сватат. И што најрана возраст, еве си ги носам во црква, си ги причестувам, така да они сега веќе си знаат дека црквата ми е како втор дом, си ја доживуваат нешто најнормално, за разлика од некои други деца што прв пат влегуваат во црква, што вриштат, што пиштат, што бегаат, има и такви случаи. Така да премногу прочитав ова од втората Божја заповед, значи Бог кој покажува милост на илјадници поколенија што ме љубат и ги чуваат моите заповеди. Значи, тој ланец на предавање на вистина. Значи, ако на вистински начин една генерација биде засведочена, значи, и со вистината Божја, но и со пракса во таа вистина, и со плодовите од таа вистина, значи, после тоа, таа вистина, тоа сознание, тоа искуство се пренесува на следната генерација. И, значи, ти следните генерации ги насочуваш во правилна насока. Доколку тој синџир на пренесување на вистината прекине некаде
и започне да се инфицира со проблематични нешта, тогаш се доаѓа до сериозни општествени, семени, личностни кризи. И јас би проговорил и за овој момент, брат Душко, малце колку имаме време. Значи, многу од нашите традиционални христијани, кои не се христијанизирани, кои на вистински начин не го доживуваат Христос во својот живот, не се доживуваат како Христови ученици, значи кои не се воцрковени, тие црквата не доживуваат како сестра Билјани и еден Како свој дом, браќи и сестри кои црквата ја доживуваат како втор дом, односно како поголемо семејство. Значи, еден добар процент од православните христијани, традиционалните, објектот црква, храмот го доживуваат, мора да признам, скоро пагански. Значи, тие го доживуваат како свето место, а надворот од храмот е несвето. Значи, свето и профано. А Христос не учи така. Не учи така, затоа што после откупителната жртва, Христова, целиот овој свет е објективно спасен. Се е очистено, како што вели Свети Јован Златоус во својата проповед за страдањето Христово на крстот. Со крвта Христова, со крвта на Богочовекот, целиот овој свет е сега храм Божи. Да. А црквата е усуштина заедницата која преку силата на Светиот Дух, и присуството на Светиот Дух му се поклонува на Бога во дух и вистина. Црквата како заедница. Ама на овој начин на Бога му се поклонуваат оние луѓе кои се христијанизирани, кои го имаат Христос како центар на својот живот и кои ја има црквата како свое семејство, како свое духовно семејство. За жал реков, еден добар процент од нашите традиционални христијани својот паганизам, односно својот магизам, своето суеверие, кое го имаат во себе си, во својата религиозност, тие само го наметнуваат со христијанска маска. Тие одат во христијанските молитвени домови, односно во нашите цркви, во нашите храмови, и таму не се однесуваат како христијани, туку се однесуваат како пагани. Значи, веднаш се препознава, еве на литургија, јас кога служам литургија, значи, литургија значи заедничко дело на народот Божи. Значи, заедничко дело на црквата. Ние се собираме да го славиме Бога, да му благодариме, да се поучуваме, да се причестиме и така натаму. Значи, тие што се воцрковени, тие што црквата доживуваат како семејство, тие стојат на молитва како синови и ќерки на нашиот небесен Отец во името на нашиот Спасител Исус Христос во силата на Светиот Дух, во дух и вистина, му принесуваат поклонување и славење на Бога. Но оние традиционални православни христијани кои го немаат ова и не сака да го прифатат, тие во храмовите се однесуваат на тој начин што воопшто не водат сметка за тоа дали на другите ќе им ја нарушат молитвата. Они се внатре за да се исполнат својата религиозна програма. Шетаат од икона на икона, иконите си ги доживуваат на крајно проблематичен начин, дури понекогаш на идолопоклонички начин и дури на магиски начин. И тоа мора да се каже, тоа е злоупотреба на иконите. Јас многу често им го говорам тоа отворено, значи кога се чита, велам, втората Божја заповед, кога се целата порака Божја од Светото писмо, кога ќе се прочита од луката на Седмиот Вселенски собор за иконите конкретно. Иконата нема функција да биде идол, иконата има функција да пренесе порака. Да пренесе порака од свештената историја и да ја пренесе пораката на оние луѓе кои поклонувајќи се во дух на вистина стегнале светост. Тоа е пораката на иконата. Тоа е пораката на светите и нивната светост. За жал, паганизираните луѓе кои не се охристовени, тие сето тоа си го доживуваат на овој начин кој е крајно неприфатлив и ние во црквата разбрана како заедница на Христови ученици многу сериозно треба да ставиме акцент на овие нешта и полека во дух на поклонување на дух и вистина и со дух на љубов треба полека овие нешта сериозно да се искоренуваат. Ако сакаме да бидеме христијани и ако сакаме на вистински начин Бог нашето поклонување да го благослови и тоа да биде во дух и вистина. Така, еве, до мене е Томче тука, тој е исто родител на 2 деца, неговите се малку помали од децата на Лилјана. Интересно е, секогаш јас сум се прашал како вистинските христијани ги воспитуваат децата. Билјана добро кажа, со пример, меѓутоа сепак на децата треба нешто да им се каже. Како ти, односно им ги објаснуваш овие вистини, како да се поклонуваат вистински во дух
на вистинскиот Бог во дух и вистина. Па тоа е многу битно. Покрај личниот пример, значи, како што рековме, вториот многу битен момент е од што да одбегнуваат. Затоа што, за жал, сведоци сме дека веќе идолопоклонството, системот на магизам е веќе темелен во секојдневните науки, во училиштето, во живеењето, во мас-медиите, во културата. И сега треба децата да се предупредат дека не може полека, но сигурно, зависно од возраста на децата. И во компјутерските игри. Највеќе. За жал. Медиуми, кога мислам и компјутерски игри, и Фейсбук, и Твитер, и сегде. Тоа е максимално застапено. И сега треба на децата да им се каже од што да внимаваат. И пред се да се стави акцентот на тоа дека не можат да тежнат, има една таква тенденција целото општество, да направи синтеза од непомирливи работи. Синтеза на спротивставености. Како што реков, дека може да се земи и од ова, и вакво учење, такво учење, од него да се направи синтеза. Треба да им се укаже на децата дека има една вистина, целосна вистина, дека има слово, односно што го сведочил живиот Бог, дека тоа треба да се следи, а дека не може да се прави компромис, односно некој комплот од разни учења, разни стари пакувани, препакувани. А можат ли тие на таа возраст ова да го разберат ти што го кажеш? Може да ги разберат делат, значи да го видат ефектот од тоа. Знаете, например, кога не е битно, еве конкретно ќерка ми, која што има 9 години, сега наполни гледа на телевизија спот, кој што е спот полн со окултизам. Она да речем буквално сатанизам, кој што девојките имаат змии околу главите, па имаат рогови, некои така да ги наречам подоби со исплазени јазици со ова со она. И ме прашува тето што сакува да представи. Значи детето не може да го свати моментот на окултизам и на магизам. Меѓутоа може да свати самиот ударниот лик, него му смета, затоа што секој во себе има гласна вистина, секој во себе има одреден одбранбен механизам. Тоа знаете како ќе го доловиме на луѓето, ова е пример од светите оци, меѓутоа мене лично ми се има случувано во животот како дете си ми играно на тој истиот принцип и затоа сакам да го спомнам. Дека не може да се помират спротивставеностите. Затоа што некој ќе рече добро и ова учење, добро и ова има вистина, сите инсекти се добри, нели? Пчелата прави мед, мравката е многу вредна, да речеме пајакот јаде инсекти, комарците за да не цицат, меѓутоа ако ние сите тие инсекти ги земеме и ги ставиме во една тегла и ги промешаме, нити пчелата кога ќе отвориме теглата, нити пчелата ќе почне да собира мед, нити мравката ќе биде вредна, нити пајакот ќе прави мрежа, ќе се јадат меѓу себе, ќе се уништуваат се додека не се уништат. Така и со овие верувања, пробај малце од ова земи, пробај од овој магизам, пробај од ова и ќе направиме еден комплот и тој ќе функционира. Не може да функционира. Тоа прво ќе се уништат меѓу себе, а потоа ќе уништат нас како личност, како дух. Можеби детето тоа не може да го разбере, меѓутоа може од секојдневниот пример, од личниот пример да го увиди тоа. Дека нешто тука не чини. Така, ова добро е, веќе сме при крај на денешната емисија. Овие примери што ги кажеш со секојдневниот живот се многу поучни. Еве ќе прашам и Билјана како е твое крајно излагање, односно како порака до нашите слушатели, односно гледатели, од некој пример од секојдневниот живот. Што би им порачала? Како да ги препознаваат тие идоли? Како да препознаваат кога се вистински поклоници, кога се невистински поклоници? Како на вистински начин да веруваат? Па пример, еве и отец Ивица го спомна, тој го ведаровиот камен, читајќи таа статија во Дневник се ужасно, значи. Тоа беше сега скоро. Сите брачни двојки што немаат деца одат околу тој камен, земаат земја од 5 места. Еве, тоа ми е конкретен пример, значи тазе прочитано. И би им препорачала, значи, да не веруваат во такви работи. Тоа се магиски работи, тоа се, значи, ако они се православни христијани и ако они веруваат во Исус Христос, нема што да бараат на каменот лек, да бараат од каменот и од земјата да ги лечи од неплодност. Значи, сите тие такви примери едноставно се чисти. Дури и нешто добро да добијат, понатаму тоа се претвора во зло. Тоа го кажа отец Ивица. Кога ги читаме ние Божите заповеди, еве конкретно 10 Божи заповеди, или конкретно денеска говоревме за втората, таа во себе има строгост. Так. Братушко, еве се јас како родител, се мене не ме прашуваш, јас сум и родител исто така, освен духовен раководител и родител. Нашите гледатели знаат, често ги споменуваат децата. Своите деца, да. Значи, паднатата природа на човекот, значи, состојбата на духовна успиеност и несвесност е толку силна во човекот, што мора да се актуализира она што го има кај самиот наш Творец, а тоа е љубовна строгост. Значи, строгоста, кога јас
постапува малце строго. Не строгост како нападност, не строгост како непочитување на волјата, не строгост како казна и така натаму, туку строгост како принципиелност. Конкретно на моите деца, и моите телесни деца, и на моите духовни деца, така им велам. Слушајте, значи, ако го направите тоа и тоа, тоа ќе ве одведе во тоа и тоа. Значи, ако го направите тоа и тоа, тоа ќе ве одведе во тоа и тоа. Значи, Божите заповеди се како знаци покрај патот, по нашиот духовен пат. Ако не ги почитуваме, значи, ако не ја почитуваме таа Божја љубовна строгост, значи, а особено мора да има, кога човек е духовно неразбуден, уште во зелена фаза, уште не формиран како личност, мора да има малце строгост. Замисли, и Томче тука, и Билјане, замисли да ние на нашите деца да им пуштиме по нивна волја да тераат. Кај ќе отидат? По цел ден само ќе си гледат, ќе си играат на компјутери и ќе си прават. Значи, мора малку љубовна дисциплина. Значи, и дисциплината, и строгоста да доаѓа од принципиелноста и од неискажливата грижа за нивното добро и во овој свет и во вечноста. На тој начин функционира нашиот небесен Отец преку нашиот Спасител Исус Христос во силата на Светиот Дух и во Светата црква. Без тоа не може, особено во првата фаза. А потоа човек кога ќе созрае, кога самиот ќе ги увиди овие нешта, ќе има искуство, тогаш самиот знае да избира. Ама додека дојдеме до тој степен, треба малце љубовна строгост. Благодарам Отец Ивица, благодарам Билјана, благодарам Томче. Се надевам дека ете бевме интересни и корисни за нашите гледатели, иако е темата вака доста строга, поклонување на Бога во дух и вистина. Па строго е, братушко, и кога свети црвено, така, да не поминуваш. Треба да застанеш. Ако не застане, се знаеш. Така, се надевам дека бевме корисни и поздрав до сите што имаат трпение да не проследат до крај и ветуваме дека понатаму ќе има и следни емисии, кај ќе одговараме и на други теми, ќе зборуваме за други верености, меѓутоа сите тие влегуваат во едната, односно најголемата вредност што ни доаѓа од изворот на животот, а тоа е Бог.